Зошто верата во Бога е добра? Почитувани пријатели, ја следите емисијата Одговор на тешки прашања. Верата во Бога е најголемото богатство што човек може да го има. Таа не е само мисла или чувство, туку сила што го преобразува животот на човекот. Во време кога луѓето бараат сигурност во материјални нешта, верата не насочува кон нешто вечно и непроменливо. Во свет исполнет со несигурност, страв, брзи промени, човекот се повеќе се прашува каде да најдам мир, каде е вистината, каде е сигурноста. Одговорот е едноставен, но длабок. Секако тоа е во верата во Бога. Како што вели Библијата, а без вера не е можно да му се угоди на Бога, Евреите 11.6. Ова значи дека верата е основа на вистинскиот живот. Прво, верата го преобразува срцето. Верата не е само надворешна религија, таа почнува однатре. Таа го менува човекот, го менува срцето, ги менува мислите и постапките на човекот. Верата не е само збор, верата е промена. Кога човек вистински верува, неговото срце се менува. Тој почнува да мисли поинаку, да зборува поинаку, секако и да живее поинаку. Елена Вајт, американски писател, пишува: вистинската вера е доверба во Бога, која води до послушност. Не само вера, туку вера што се гледа во животот. Ова покажува дека верата не е само збор, туку живот. Кога човек вистински верува, тоа се гледа во неговите дела. Број 2. Верата носи сигурност во несигурниот свет. Денешниот свет е нестабилен, несигурен. Економи се рушат, луѓето се менуваат, плановите пропаѓаат. Денес се околу нас се менува, луѓето се менуваат, плановите пропаѓаат, светот е нестабилен. Но верата дава сигурност. Господе, мој пастир, нема да ми недостасува ништо, вели Давид во Псалом 23, првиот. Елена Вајт понатаму вели: ние немаме од што да се плашиме за иднината, освен ако не заборавиме како Бог не водел во минатото. Ова мисла не подсетува дека Бог е верен и дека можеме да му веруваме. Затоа верата е сигурност, кога се друго се руши. Број 3. Верата носи вистински мир. Мирот што го нуди светот е краткотраен, но мирот од Бога е длабок и постојан. Колку луѓе денес имаат се, а сепак немаат мир во својата душа, во своето срце. Пари имаат, успех има, но срцето е празно. Исус вели: мир ви оставам, мојот мир ви го давам, во Јован 14.27. Елена Вајт пишува: срцето што се потпира на Бога има мир што светот не може да го даде, ниту да го одземе. Овој мир е она што му треба на секој човек денеска. Број 4. Верата дава сила во борбата. Животот не е лесен. Секој од нас има борби. Некои видливи, некои сокриени. Животот е борба со искушенија, слабости и тешкоти. Но верата ни дава сила да се сето тоа победи. Апостол Павле вели: се можам преку оној кој ме крепи, во Филипјаните 4 глава 13 стих. Елена Вајт понатаму продолжува и вели: Бог никогаш не му дава товар на човекот без да му даде сила и да го носи. Ова е секако огромна утеха, дека не сме сами во нашите борби. Број 5. Верата не води кон вечен живот. Овој живот денеска е минлив. Се што имаме овде е привремено, но верата не насочува кон вечноста. Овој живот е краток. Се што имаме овде ќе помине еден ден, но верата не води кон нешто што не поминува. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, пишува апостол Јован во Евангелието според Јован 3.16. Они што го прифаќаат Христа со вера имаат вечен живот уште сега како почеток. Тоа значи дека верата не е само за овој живот, туку и за вечноста. Денес Бог зборува тивко
но јасно. Не преку громови, не преку страв, туку преку љубов. Прашањето не е дали Бог постои, прашањето е дали ние ќе му одговориме и ќе веруваме. Многу луѓе знаат за Бога, но малкумина му го предале своето срце. Многу слушаат, но не одлучуваат, а вистината е животот поминува брзо. Денес е ден на спасение, утре не ни припаѓа. Затоа ова не е само тема, ова е момент на избор за сите нас. Ќе продолжиш ли да живееш како досега или ќе направиш чекор кон Бога? Бог не бара совршени луѓе. Тој бара искрени срца. Бог не бара да знаеш се. Тој едноставно бара да само веруваш. Затоа денес, во тишина на своето срце, постави си едно прашање. Господи, каде сум јас со Тебе? Драги мои пријатели, ова не е само порака, ова е момент. Момент кога Бог зборува на твоето и на моето срце. Не утре, не некој друг ден, можеби некој овде е уморен, некој денеска е разочарен, се чувствуваш можеби далеко од Бога, но слушни добро. Бог не е далеко од тебе. Тој те чека. Не те повикува затоа што си совршен, туку затоа што те сака и те љуби. Верата не е чувство, верата е одлука. Затоа денес постави си прашање: каде сум јас со Бога? Ако чувствуваш повик, не го игнорирај. Отвори го срцето, направи вистински чекор. Зашто најголемата загуба не е да изгубиш нешто од овој свет, туку да го изгубиш Бога за секогаш. И ако чувствуваш дека треба да направиш чекор, направи го денеска, сега. Зашто верата не е само мисла, верата е одлука. Одлука што го менува животот за секогаш. Нека Бог ни помогне да имаме вистинска вера. Вера што живее. Вера што спасува. Вера што води кон вечност. Драги пријатели, ова што го слушнавме денес не е само обична порака. Ова е повик. Повик од Бога, лично до тебе. Не до некој друг, не до човек до тебе, туку до тебе лично. Може би долго време слушаш за Бога, може би веруваш, може би дури и се молиш, но прашањето не е дали знаеш за Бога. Прашањето е дали му ти припаѓаш на Бога, зашто доаѓа момент во животот кога човек мора да одлучи. Не може повеќе да стои на средина, не може повеќе да одложува, бидејќи времето не чека. Како што не учи Библијата денес, ако го чуете неговиот глас, не ги утврднувате срцата своји. Денес, не утре. Некога ќе биде полесно, некога ќе бидеш подобар. Денес, можеби некој овде носи товар во своето срце, во својата душа. Можеби болка што никој не ја знае. Борба што трае со години. Слушни внимателно, пријателе. Бог го гледа тоа. Бог знае. И Бог се грижи. Тој не те отурнува. Тој не те осудува за да те отурни. Туку те повикува за да те спаси. Неговата љубов не е теорија. Неговата љубов е крст, како што пишува во Библијата. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. Тоа значи те сака, те возлюби тебе. Но љубовта бара одговор. Бог нема да те присили. Тој чука, но не отвара вратата наместо тебе. Затоа денес, во тишина на твоето срце, направи одлука. Не мора да биде совршена, не мора да биде гласна, но мора да биде искрена. Кажи му: Господи, еве ме, не сум совршен, но сакам да бидам Твој. Запомни, верата не е чувство, таа е избор. Верата не е утре, таа е денес. Верата не е за некои луѓе, таа е за тебе. Еден ден кога ќе заврши овој живот, кога ќе исчезнат сите грижи, кога ќе замолчи овој свет, ќе остане само едно прашање: дали му верував на Бога? Затоа денес не излегувај ист како што влезе. Не ја носи ова порака само во умот, понеси ја и во своето срце. И ако Бог зборуваше на тебе, одговори му:
Нека Господ ни даде вера што не се колеба, срце што не се плаши и живот што му припаѓа нему. Благодарам на вашето внимание. Се гледаме во наредната емисија. Пријатно!